Дојдовте на 12-тото издание на Мундијалски вести на Слободен печат. Вчерашниот ден донесе возбудливи надпрерој, едно големо изненадување и нов мундијалски рекорд. Кристијано Роналдо уште еднаш го потврди својот статус со нови погодоци и рекорд на мундијалската сцена. Англија и Гана одигра неизвесен надпрерој без победник, додека Хрватска стигна до важна победа против Панама, во дуел кој ќе остане запаметен по јубилејниот настап на Лука Модрич. Колумбија ја продолжи серијата добри игри и обезбеди место во осмина финале, потврдувајќи ја својата форма на овој шампионат. Кристијано Роналдо повторно блест, а Португалија приреди уведлива победа од 5-0 против Узбекистан во второто коло од групната фаза на Мундијал. Европските бразилци уште на стартот го наметнаа темпот. Во 6-та минута по центар шут на Жоан Кансело, Роналдо ја отвори серијата погодоци за 1-0. Со овој гол, тој стана првиот фудбалер во историјата со погодот на 6 различни светски првенства. Само 10 минути подоцна, Нуно Мендеш големина 2-0 со прецизен слободен удар. Узбекистан накратко се израдува на гол во 29-та минута, но истиот беше поништен поради прекршок во претходната акција. Пред крајот на првото полувреме, Роналдо повторно погоди, по асистенција на Бруно Фернандеш. Капитенот на Португалија с големина 3-0 и стигна до својот втор гол на надпрерој. Во второто полувреме Португалија задржа целосната контрола и додаде уште 2 погоди. Четвртиот гол беше автогол на Хусенов, а конечните 5-0 ги постави Рафаел Леао. Вчерашните голови на Кристијано Роналдо донесе уште еден историски рекорд на светските првенства, кој тешко ќе биде надминат. Португалскиот капитен стана единствениот фудбалер во историјата кој постигнал голови на 6 различни мундијали. Иако мал број играчи воопшто имаат настап на 6 светски првенства, Роналдо е првиот и засега единствен кој на секој од нив се запишал меѓу стрелците. Подличниот старт против Хрватска. Репрезентацијата на Англија го направи првиот кикс на светското првенство, откако одигра нерешено против Гана. И покрај целосната доминација во текот на надпревар, особено во второто полувреме, англичаните не успеа да ја материјализираат надмоќта. Гана од своја страна во финишот имаше опасна контра, но не ја искористи шансата за победа. Англија упати вкупно 17 удари кон голот, но само 3 беа во рамките на целта. Најголемите шанси дојдоа во самиот финиш, кога гордиот Албион пропушти неколку извонредни прилики за победа. Во една минута, сака прво имаше удар кој го одбрани голманот на Гана, Орайли ја погоди пречката, а Кейн од непосредна близина шутираше над голот. Во судиското продолжение сака повторно не реализираше изгледна шанса. Хрватската фудбалска репрезентација забележа важна победа од 1-0 против Панама. Единствениот погодок на надпрерод, одигран во Торонто, го постигна Анте Будимир во 54-та минута, но сеќи ги првите 3 бода на Хрватска по поразот од Англија во првото коло. Посебен момент за селекцијата беше настапот на капитенот Лука Модрич, кој го одигра својот 200 настап во дресот на националниот тим. Првото полувреме мина без многу шанси, а Панама дури имаше неколку посериозни закани кон голот на Доминик Либаковиќ. По ползата, Хрватска заигра поофанзивно и тоа брзо се испатеше. Во 54-та минута по акција преку Марко Пашалич и Јосип Станишич, Будимир ја затресе мрежата за 1-0. Само 2 минути подоцна, Пашалич пропушти шанса да ја удвои предност. Во продолжението, Панама притисна, но Ливаковиќ со неколку одлични интервенции го сочува водството, вклучувајќи спектакуларна одбрана по удар со глава на Карлос Харви. До крајот, Хрватска ја задржа минималната предност и освои 3 важни бодови. Коцкестите остануваат во трка за осмина финал, додека Панама ги загуби шансите за понатамошен пласман. Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модрич вчера испиша нова страница во светскиот фудбал, откако против Панама го одигра својот јубилеен 200 надпревар во националниот дрес. Со тоа, Модрич стана само четвртиот фудбалер во историјата кој достигна најмалку 200 настапи за својата репрезентација. Во тој ексклузивен клуб си Кристијано Роналдо со 229 настапи за Португалија, Бадер Ал-Мутава со 202 настапи за Кувејт и Лионел Меси со 200 настапи за Аргентина. За Модрич ова представува уште едно големо признание во неговата богата кариера, во која настапи на 5 светски и 5 европски првенства, ретко достигнување во светскиот фудбал. Дебитот за Хрватска го имаше во март 2006 година во победата над Аргентина од 3-2, а првиот гол за националниот тим го постигна истата година против Италија. Во меѓувреме ја предводеше Хрватска до сребро на светското првенство во 2018 година, бронза во 2022 година и сребро во Лигата на нации во 2023 година. Во дресот на коцкестите, Модрич има постигнато 29 голови и останува еден од најважните фудбалери во историјата на хрватската репрезентација.
Колумбија го совлада Конго со 1-0 последниот надпревар второто коло во групата К на светското првенство и го обезбеди првото место на табелата како и пласман во осми на финалето. Со оваа победа Колумбија останува со максимален учинок од 6 бода и во последното коло против Португалија ќе се бори за задржување на врвот во групата. Доколку остане непоразена, ќе го задржи првото место и ќе добие поповолен пат во нокаут фазата. Второпласираната селекција од групата ќе се соочи со Англија во осми на финалето. Конго ќе се бори за третата позиција против Узбекистан со надеж за историски пласман понатаму. И покрај поразот, надпреварот го одбележи голманот на Конго, Лионел Емпаси, кој имаше неколку извонредни интервенции и го држеше својот тим во игра. Тој одбрани обиди на Даниел Муњоз, Хеймс Родригес и Луис Диаз во првото полувреме, а продолжи со сигурни интервенции во вториот дел. Колумбија упати вкупно 20 удари кон гол, од кои 9 во рамките на целта, но само еден заврши зад грбот на Емпаси. Одлучувачкиот момент дојде во 76-та минута, кога Даниел Муњоз по една одбиена топка ја затресе мрежата за минимална победа од 1-0. Денес на мондијалската програма се 6 надпревари од групната фаза. Два дуели започнуваат во 21 часот по македонско време, кога силите ќе ги одмерат Босна и Херцеговина и Катар, како и Швајцарија и Канада. Од полноќ се игра дуелите Шкотска-Бразил и Мароко-Хаити. Во третиот термин од 3 часот наутро на програмата се надпреварите Чешка, Мексико и Јужна Африка и Јужна Кореја. Тоа беше се од денешното издание на Мондијалски вести. За натамошните случувања на светското првенство, читајте и слушајте Слободен печат.